почитувани колеги, почитуван господин Ацевски. Денес имаме чест да зборуваме за еден извештај на Државниот завод за ревизија, кој извештај има многу што да се зборува. Од сите овие теми кои имавме можност да ги разгледуваме, навистина многу е тешко да се одбере нешто за кое што ќе зборуваме и многу е тешко да се даде некаква пофална работа за власта, за државните институции, за која, за жал, гледам само критика и простор за истото. Ова како вовед намерно го кажувам, почитувани колеги од власта, со цел да ве предупредам дека во мојот говор кој следи нема ни најмалку да бидам расположена да користам зборови во суперлатив, туку ќе бидам многу критички настроена и сакам да ви напоменам дека можеби ќе почувствувате некакво духовно, душевно растројување и болка некаква, па да ве предупредам, ако не сте спремни за такво нешто, слободно може да излезете и да не слушате. Впрочем, нели да кажеме на време, заради тоа што можеби се спрема некоја тужба повторно за друг пратеник, бидејќи ете пратениците од кога е власта во рацете на Социјалдемократскиот сојуз не ги уживаат правата кои со закон им се загарантирани. Почитувани колеги, на 120-та страна започнува ревизијата за влада на Република Македонија. Она што може да се забележи е дека е констатирано во неколку пати недоставена документација од страна на влада спрема Заводот за ревизија. Можеме да забележиме дека надлежностите поврзани со годишниот попис на средства, внимавајте, средствата, побарувањата и обврските, која секоја државна институција мора еднаш во годината да ја направи, обврска. Во влада не е направено тоа, бидејќи пописот на средства и сето ова што следува не е усвоено. Но она што е најинтересно во влада што е направено, е тоа дека во овој ревизорски извештај што го имаме пред нас, може да се увиди дека фалат 32,5 милиони евра. Замислете. Станува збор за оние мерки кои владата ги најавуваше, но тоа се всушност мерки кои во реалноста беа мерки за подкуп, мерки за криминал, мерки за перење на пари, а не се мерки за справување со ковид кризата. Не се мерки за да се дадат финансиите на тие на кои што им е најпотребно. И сега ревизорите заклучиле, се извинувам, дека има сомнеш, внимавајте, во распределбата на народните пари. А што да кажеме, кога ние денес, како граѓани на Република Македонија, ќе се запрашаме дали има сомнеш можеби во средствата за Бехтел и Енка? Милиони евра се потрошени, а немаме видено реализација ништо. Дали можеби сомнителноста ќе се појави во Соравија и скандалозното купување и продажба која се правеше? Сето тоа е поврзано со ДУИ, ама не ги гледам колегите дека се присутни денес. Арберија, Евровија, фирмата за се на ДУИ, или пак можеби ќе се види некаков сомнеш во трошењето народни пари за онаа туристичка агенција на братот на Артан Груби и ЕТЦ Травел, која братот му давал државни пари, нели? Бидејќи е министер и може да прави што сака, а и господинот гледаме дека фамозно се фали по јавни собери дека сакал да биде премиер. И сега, што со тие 32,5 милиони евра за кои извештајот заклучил дека нема доставено извештај за реализираните активности,
Значи, милиони евра се потрошени, ама за овие 32,5 милиони евра нема воопшто трак каде се потрошени. Колеги, вие што ја поддржувате таа власт која троши вака, на ваков начин, државни пари, ке купуваат ли хотели во Крушево можеби со овие недржавно, нелегално потрошени земени пари, бидејќи се испрани тие средства, нели, државата законски ги дава на одредени мокеници и тие мокеници легално ќе си купуваат имот во Република Македонија. Тоа ќе се случува со овие хотели кои слушаме дека се на продажба и има заинтересирани такви ликови. Или пак можеби ќе купуваат земјоделско земјиште, плодно земјоделско земјиште во источниот дел на Македонија и така ќе се распродава Македонија. Тоа е тоа што вие го правите, колеги од власта, што го поддржувате. Впрочем, има многу што да се зборува. Втората тема за која сакам да се задржам е пописот. Во овој извештај има една анализа за пописот 2021 година, попис која активност е многу битна, за која долго зборувавме и долго предупредувавме како пратеници кои имаа искрен пристап спрема работењето и водењето на државата. Па дававме сугестии за тоа како треба да се спроведува попис во Република Македонија. Ако памтите, да ве потсетам. Тоа е активност од која зависат многу статистички анализи, предвидувања, прогнози и најбитно, иднината на државата зависи од реално донесени статистики добиени од пописот кој требаше да се направи. Тогаш темата власта ја направи несериозна. Тогаш темата од политичка операција која не требаше да биде, стана, за жал, оваа статистичка операција што треба да биде. Како е направено сето ова? Почитувани колеги, во самиот извештај има забелешки дека е краток периодот за исполнување на подготвителни активности. Во самиот извештај има за она што истото ние го зборувавме, дека треба да има методологија пропишана во законот за попис. Ама поддршката вие ја дадовте, мнозинството на законот. Имаше и овде во извештајот излегува дека постоела одредена кавга помеѓу директорот и заменикот заради тоа што вика, но дел од актите се донесени само со одобрување од страна на директорот, а не од страна на дополнително заменик директорот. Само попишувањето, замислете, се купува, се зема софтвер, тоест, за кој софтверската апликација е набавена без надоместок, зашто Државниот завод за статистика се обврзал да го истакне името на давателот во апликацијата, со што врши негова промоција. А знаете кој е давател на апликацијата? Истиот тој правен субјект, изработувач на апликацијата, е управувано од лице кој во периодот 19-20 година е член на Советот за статистика. Во деловните книги на Државниот завод за статистика оваа апликација не е евидентирана, што ни дава сомнеш дека само попишувањето и воопшто целата статистичка операција е излезена од контекст и таа има веројатност да биде истата неточна. Имаме провлекување и за хаосот кој се провлекува во хонорарите кои се исплатени за изработка на овој попис. За учесниците во пописот се исплатени 3,1 милиони евра. А какви критериуми и висина на бодовите врз основа на кои им се пресметани средствата, нема. За жал, колеги, вие сето ова го поддржавте, го поддржувате, ја поддржувате владата за која нема финансиски извештај каде се потрошени за ковид кризата 32,5 милиони евра. Поддржувате со еден збор криминал, ништо повеќе. Ви благодарам. Има збор Велика Стојкова, Фесера Пимовска.